Нема договор за прекид на штрајкот во образованието. Поголемиот дел од членството на СОНК не сакаат ни да чујат за владината понуда за покачување на платите за 12% и затоа за нешто повеќе од 51% од нив таа понуда е неприфатлива. Поречиси цел ден преговори овде во просториите на СОНК. Основното и средното образование од утре го продолжува штрајкот, додека пак вработените во градинките од утре се враќаат на работа. Причина за градинките да продолжат со работа е интересот на родителите и децата, но и стопанството кое трпи последици поради неможноста кој да ги згрижи децата од претшколска возраст. Од вкупно 480 синдикални организации кои што дадоа податоци за нивното изјаснување, 388 беа за продолжување на штрајкот од утре, а само 83 има за прекинување на штрајкот. Најголемиот дел од овие кои што се изјаснија за прекинување на штрајкот, тоа се синдикалните организации од детската заштита, а без исклучок огромниот број за продолжување на штрајкот се колегите и колешките кои што се вработени во основното и средно образование. Во знак на револт од резултатите од преговорите, СОНК одлучи да организира масовен протест пред владата на 4 мај. Јаким Неделков уште еднаш изрази жалење за прекинот на наставата и повика на разбирање. Советот на СОНК жали за прекинот на наставата, меѓутоа истовремено и бара разбирање и поддршка од сите засегнати, бидејќи во секој случај јасно е дека доколку имаме задоволни и мотивирани наставници, образовниот систем ќе оди многу подобро и ќе имаме многу поквалитетно образование. Претходно во текот на денот за време на преговорите со Советот на СОНК, нешто повеќе од 300 наставници нивни членови се собраа пред седиштето на синдикатот. Тие беа револтирани зашто раководството наводно прифатило зголемување на платите за 12%. Тензиите се смирија откако на синдикалците им се обрати председателот на СОНК Јаким Неделков, кој им кажа дека ќе се слушнело нивното мислење. Каква е вашата желба, така ќе биде. Јас имам свое мислење, секој од нас има свое мислење. Ви благодарам на довербата. Инаку штрајкот на просветарите кој започна на 11 месецов ќе продолжи се до изнаоѓање на заедничко прифатливо решение за сите страни.